Почитувани слушатели, вчера беше денот кога тишината стана погласна од секој крик. Вчера беше 17 јуни, како што знаете, но ова не е обичен датум во календарот за нас македонците. Ова е денот кога се отвори најдлабоката, како што реков, најкрвавата рана на македонското национално ткиво. 17 јуни 2018 година за секогаш ќе остане врежан во нашата колективна македонска меморија како најцрниот, најтажниот и најдепресивниот ден во историјата на македонскиот народ и на нашата единствена татковина Македонија. Покрај брегот на Преспанското езеро, таму каде што со векови се мијат македонските солзи, каде што брановите ги шепотат молитвите на прогонетите, со неколку потези на едно туѓо и бездушно пенкало, грчко пенкало, пенкало на Европската Унија, односно на големите сили, кои го чуваат повеќе од 150 години, беше подпишана пресудата на нашето македонско историско име. Беше подпишан така наречениот Преспански договор, или ние, како што го викаме, Нивички договор, од Нивица, селото Нивица, наше, македонско, сега погрчено. Со тој чин, покрај студените очи на целиот свет, се обидоа да го избришат она што нашите предци го чуваа со крв, со крик и со невидена жртва. Се обидоа со политички декрет да ни го одземат правото на сопствениот код, да ни го одземат правото да се именуваме така како што не родила нашата мајка Македонија. Кога го гледавме тој страм покрај езерото, земјата под нас како да проплака. Македонија плачеше, а водата во Преспа како да потемне од тага. Во тој миг, како да ги слушнавме тешките воздишки на сите оние кои паднаа за независна, суверена и достоинствена Македонија. Како да се вознемирија коските на илинденците во нивните незнајни гробови, како да се затресе земјата над партизаните, како да проплакаа нашите дедовци и баби. Оние исти баби и дедовци кои, како што често ви раскажувам, почитувани слушатели, со гордост во оваа радиопрограма беа родени уште во далечниот 19 век, кој ние ги памтиме. Тие луѓе поминаа низ 3 војни, поминаа низ глад, робство, низ прогон и невидени маки. Ги имаме слушано нивните маки, нивната историја. Но никогаш ниту за една секунда, ниту во еден момент, ниту по туѓи камшик, што нешто велеше Зоран Заев, камшикот, или притисок, не подклекнаа за да кажат дека се нешто друго, освен македонци. Немаше декрет што можеше да го скрши нивното македонско уво, нивниот македонски збор. Тие ни ја оставија Македонија во аманет, чиста како солза, горда како девојче, со име распламтено во најубавите и најтажните песни и сочувана во срцата на секој еден македонец. А тој црн 17 јуни се обиде со еден удар да ја прекине таа жива вековна нишка на историскиот континент на македонскиот народ. Не принудија да гледаме како се тргува со идентитетот на еден цел народ, како безмилосно се брише историјата за да се задоволат туѓи геополитички суети и апетити на нашите соседи, но и финансиските средства кои ги добија како Зоран Заев и некои други. Веќе знаеме дека за пари ја продадоа Македонија. Но кои беа тие што го извршија овој екзекуторски чин?
Јас ги спомнав, почитувани слушатели. Историјата нема да ги премолчи нивните имиња, бидејќи предавството има име и презиме. Предводениот тогашниот премиер Зајко, кој тргуваше со македонското достоинство, како на обичен пазар, битпазар или во битолскиот пазар, овие квинслизи решија да ја продадат собствената мајка, татковина. Зоран Заев и неговата клика од предавници станаа гробари на македонскиот суверенитет, уште подлабоко, извршувајќи налог кој ниту еден поробувач низ историјата не успеа да го наметни врз македонскиот народ, врз нашите родители, врз нашите дедовци и баби, и прадедовци и прабаби. А најстрашниот, најбизарниот апсурд на тој потпис лежи во ликот на министерот за надворешни работи Никола Димитров, човекот кој го стави својот собствен потпис за уривање на македонското име, ја погази и собствената семејна лоза. Знаете дека Димитров потекнува од егејскиот дел на Македонија, татко му е преселен, мислам, од селото Цакони. Дали некогаш сте слушнале за зборовите на неговиот татко? Да. Истакнатиот македонски академик Димитар Димитров, неговиот собствен татко, гледајќи ги опасностите кои се надвиснале над Македонија, имаше изречено една тешка, страшна и пророчка клетва. Тој јавно порача, знам дека се сеќавате, почитувани македонци, и рече вака, го цитирам: ако некогаш некој се осмели да го потпише и да го смени македонското свето име, да му се исуши раката. Сега чекаме ние да му се исуши раката на Димитров. Знаеме ние што се случи. Промислете за ова, почитувани слушатели. Собствениот татко го проколна онај кој што ќе го стори предавството, а синот отиде и го потпиша. Како ништо да не било. Раката која требаше да го брани македонскиот устав и идентитет, отиде во Преспа на 17 јуни за да ја потпише капитулацијата на собствениот народ. Ова не е само политичко предавство, ова е кодошлук од библиски размери, антички размери, каде што синот ја погази клетвата на таткото, а ние сите се повикуваме на своите татковци и дедовци и баби и мајки, а уцената ја прогласија за дипломатски успех, како што ви е познато. И денес го гледаме тој успех, не води никаде. И Заев и Димитров и сите оние пратеници кои подоцна кренаа рака во собранието за овој срам, за секогаш ќе го носат жигот на предавството на своите чеда, на своите чела исто така, и ќе бидат познати како коте од рулја, ќе бидат познати и како Брашнаровци, и како Петар Лигушо и многу други предавници. Цели 2000 години, почитувани мои македонци, го чувавме ова македонско име како очите во главата. Поминавме низ робства, низ темни векови, но името не го дадовме. Не оставивме да го гибнат. Па ве прашувам сите вас, а ги прашувам и моите предавници. А Гоце Делчев зошто го даде својот живот на 31 година? Зашто падна тој големец во баница? Зошто? За некој денес на пазар да го дава неговото име, како Зоран Заев и Димитров и СДСМ, а илинденците од 1903 година, зошто ги оставија своите животи по македонските планини и ја прогласија Македонската република 1903 година. Подоцна, знаете, партизаните и визионерот Методи Андонов Ченто, кои гнијат по затворите и даваа жртва за основските македонски закони, за какви државата се бореше. Па дури во поновата историја, во проклетата 2001 година, во макотрпната борба со учката и учките, нашите бранители ги дадоа своите животи кај Карпалак, кај Вејце
и некаде 85, 6 или 100 ги дадоа своите животи за да ја одбранат оваа земја, да ја одбранат Македонија. Тие ги даваа своите младости и своите животи, а овие модерни кодоши и предавници со еден потпис решија да избрисат се што е македонско. Премногу е тажно, браќа и сестри, премногу боли кога ќе сватите дека уцената стана единственото меѓународно право кога станува збор за Македонија, дека истите оние кои од своите високи престоли во Европа не учат за човекови права, за слобода и за демократија, мирно и рамнодушно гледаа како се гази правото и само определувањето на еден автохтон, антички и библиски македонски народ. Истиот тој берлински и бриселски матрикс, кој уште од Берлинскиот конгрес 78 година се спроведува со бирократијата во Македонија. Сакаат да не претворат во луѓе без минато, во нација без корен, во народ без собствено препознатливо лице, да не си го знаеме собствените лице, лицата да не си ги познаваме. Сакаат да не обезличат. Тоа сакаат, почитувани слушатели. Им смета македонската цивилизација. Што ни остана по тој ден, почитувани мои македонци? Ни остана една тешка, неподнослива болка, која гори во градите на секој искрен македонец без оглед дали е во Скопје, во Битола, во Мелбурн, во Сиднеј или Торонто. Ни остана чувството на длабока историска неправда која не се лечи со дипломатски фрази, ниту со лажни, празни ветувања за некаква светска, европска иднина, како што ни кажуваат тие. И Европа пропаѓа. И то на големо, почитувани слушатели, пропаѓа Европа. Како може да имаме иднина ако ни го одземаат и прекројуваат минатото? Како може да имаме иднина ако ни го одземаат и прекројуваат собственото? Како може да одиме напред со кренати глави ако ни го бришат името на мајката која не родила и не одгледува? Но, почитувани мои слушатели, дозволете ми да ви ја отворам мојата душа во една тивка ноќ и да ви кажам нешто што никогаш не смееме да го заборавиме. Заев и неговите предавници можат да потпишуваат какви сакаат договори зад затворени врати. Можат да менуваат табли на институциите, можат со сила да ги прекројуваат учебниците на нашите деца и внуци и можат кукавички да ги бришат нашите древни символи од камените споменици. Тие можат да ја принудат секоја уплашена и корумпирана власт да клекнат на колена пред туѓите оцени и уцени и диктати. Идентитетот на еден народ не се создава со политички декрети, почитувани слушатели. Во 1944 година, како што лаже секојдневно Софија, па затоа не може ниту да се поништи со декрети во Преспа или Брисел денес. Нашето име не е приватна собственост на транзициите политичари кои оставија на пазар за своји лични кариери. Тоа свето име е запишано во генот на нашите деца. Тоа име е натопено со гробовите на нашите прерано загинати предци. Тоа име е врежено во ревматот и пот на македонските раце кои со векови ја копале и ја бранеле оваа маченичка земја со име Македонија. Тоа име живее во секоја македонска песна, во секој народен вес, во секоја солза и во секој крик, што е отпеан од Пирин до Егеј, од Вардар до Австралија, Канада, Америка. На 17 јуни беше најцрниот ден 2018 година, кога не обвитка тешки темнини и неправди, но дури и во најгустата магла македонскиот сон нема да згаснува. Ние сме тука, живи сме, паметиме, сведочиме и никогаш нема да заборавиме. Го
сочувавме македонското име низ вековите. Тешко е, почитувани слушатели, на сурови робства, низ колежи, асимилации. Ќе го сочуваме и денес. Ќе помогнеме и кај Петро, кој го слушнавме за нашите македонци во Полска. Паднаа маските, се видоа предавниците на македонскиот народ. Останува на нозе, никој нема мандат да го избрише она што Бог го благословил, почитувани мои, а историјата го потврдила. Да сте живи и здрави и нека живее, почитувани слушатели, македонската Македонија.